Назад сме во студиото на Македонија денес. Време е да чуеме за уште едно навистина приубаво искуство кое што го доживеа нашата драга Марина Анчевска, НЛП тренер која што редовно ја имаме во нашата емисија, секогаш со незината позитивна енергија знае да направи и ние да се чувствуваме убаво во незино друштво, секако таа енергија да пренесеме преку ТВ екраните. Секогаш има начин како да не мотивира да успееме да истраеме во промените кои што сакаме да ги направиме во нашиот живот, а таа се одлучи на еден несекојдневен чекор кој што ете помеѓу нас сите оние кои што разговараме, не се појави некој кој што од прва ќе каже да јас би можел тоа да го издржам. Напротив, сите се сомневаме во тоа дека би можеле во денешно време да издржиме и еден ден без мобилен, без интернет и без разговор со медитација, а таа успеа да издржи во предизвикот и 10 дена да ги помине во целосна тишина, без мобилен, без интернет, без комуникација, медитирајќи и секако спознавајќи се себе си најдлабоко во она што една личност може да го чувствува. 10 дена, секако незаборавно искуство за нашата драга Марина Анчевска, која што ова утро имаме во студиото. Марина, добро утро. Добро утро. Сега можеме да разговараме, можеме секако да се вратиме во светот каде што сме навикнати да живееме. Да, не е едноставно, нели, после толкава тишина, повторно почнуваш да зборуваш и навистина првиот ден ми беше засипнат гласот. Викам, ова гласни вежици дали ќе ми преработат, меѓутоа нормално влегуваш пак во секојдневието и се си е така како што било, меѓутоа со едно побогато искуство. Да, како се одлучивте на овој чекор? Што беше пресудно да и вие прифатите еден ваков предизвик во кој што не бевте единствена, покрај вас уште 99 други, односно 100 личности? Да, од цела Европа имаше луѓе. Јас со оваа медитација випасана се вика, значи не е поврзана со религија, не е поврзана со јога, значи чисто еден начин како да се свртите кон себе си. Имав слушнато уште точно пред 20 години кога бев на првиот јога ретрит во Мексико. И таму ни го пушта документарец, има документарна емисија многу убава за медитацијата, бидејќи се користи многу во затворите. Луѓето има и докази, научно е докажано дека после оваа медитација од 10 дена, 10 часа на ден се медитира, нема веќе нови случаи на криминал од оние кои што поминале медитацијата, така да е многу моќно себеосознавање. И точно пред 20 години слушнав, ама се викав, ајде сега, и сега дознав дека во Македонија доаѓа, викам, нема бегање. Така да, една пријателка моја што 4 пати има отидено, ми укажа на тоа и реков, сега е моментот и сега си викаш 10 дена, како ќе се организираш, нели? Да. Работно. Но во секој случај не е задолжително 10 дена да се истрае. Имаше ли луѓе кои што се откажаа порано, кои што не успеа да издржат целосната медитација 10 дена? Не е задолжително, меѓутоа веќе кога си таму убаво е да го поминеш предизвикот. Еден од членовите, еден од посетителите беше отстранет затоа што не се придржуваше на правилата. Значи, навистина, ако сакаш да го поминеш ова, не треба да зборуваш. Телефонот ти го даваш веднаш при доаѓањето, значи си тотално исклучен од се. Имам предели каде што можеш да се движиш, каде што не можеш, машки и женски се одвоени. Ние се среќаваме во салата за медитација, меѓутоа има одредени правила и се е тоа со намера да можеш навистина да почувствуваш што значи да бидеш сам со себе. Да, седечка јога позиција 10 дена, што значи тоа? Да, со крстани нос, исправен грб. Колку време во текот на денот бевте во таа? 10 сати се седи, меѓутоа има паузи. Значи, првата започнува во 4:30 наутро до 6:30. 2 сати, па потоа има паузата за доручек, па повторно има сат време, веќе не знам, значи како беше точно, бидејќи влегуваш во тој некој круг и само одиш како автоматски пилот, натаму, наваму. Ги следите сите правила, секако. Каде се случуваше оваа 10-дневна медитација? Во автокампот Кран, ја бев пријатно изненадена, толку убаво среден, вистина, за мала реклама, меѓутоа многу убави услови имаше и беше потполна тишина, бидејќи немаше никој. Што осознавте за себе во текот на овие 10 дена? Сознавте ли работи кои што можеби досега не сте ги знаеле дека ги поседувате во себе и дека можете некои работи да ги направите? Јас навистина имам огромно искуство, нели,
поминати тренинзи за личен развој, меѓутоа ова беше сосема друга перцепција. Некако се ми се вклопи во едно, да го објаснам тоа како осознавање дека навистина телото памти се, значи се памти телото, сите случаи од минатото се некаде складирани на телото и единствен начин да може да се справиме со се што ни се случува во животот е да се одвоиме од сензациите што ни ги дава телото и од емоцијата. Нема друг начин. Колку сме ние како луѓе зависни од мобилните уреди, од интернетот? Колку тоа беше можеби тешко за вас на почетокот? Па не беше многу тешко, затоа што јас навистина бев предозирана, така се чувствував од се што ми се случувало изминатиот период, од многу работа, од многу луѓе и ја бев толку среќна кога го дадов телефонот. Кој сака нека ме бара сега? Да. Затоа што има број за хитни случаи, не дај Боже, ако се случи нешто, може да те најдат, така да и тебе, ако и мене, ако ми се случи нешто, значи даден е телефонски број на кого да се јават, така да си ослободен. Всушност тоа е постојано ние што сме обседнати, мислиме дека нешто ќе се случи ако го немаме телефонот, како сме се наоѓале порано. Помеѓу овие 100 луѓе кои што беа дел од овогодинешната медитација 10-дневна која што се случуваше во Кран и во Преспа, сигурно дека имаше луѓе кои што се со богато искуство, кои што се на видни позиции. Кои беа профилите на луѓето кои што се најдоа токму таму? Вие преку светот на тишината успеавте ли да се запознаете? Значи, многу е интересно беше тоа. Постојано си со тие луѓе, меѓутоа не знаеш ништо за нив. Да, ништо не знаеш. И сега си предпоставуваш, си викаш некој ќе заврши медитацијата, баш ќе ја прашам дали работи тоа или тоа. Многу е интересно. Меѓутоа, ништо од моите предпоставки не беа точни за оние што мислев дека се. Така да 10-тиот ден, после попладнето, веќе можевме да зборуваме, за да се навикнеме, нели, малку повеќе пред да излеземе во реалниот свет и тогаш се запознаваш со луѓето и бев изненадена, значи какви луѓе секакви имаше. Имаше луѓе, значи надвор од Македонија бевме само 4. Другите од Македонија бевте само 4? Да, само 4. Толку храбри оваа година секако да... Па не, ова се одржува втор пат во Македонија воопшто, затоа што нема во Македонија центар, нема толку услови, значи многу работи треба да носиш со себе си за седење, за колената, за грбот, за едно друго, така да условите не се многу добри, меѓутоа окей, не е тоа проблем. Така да имаше луѓе од цела Европа. И сега со нив нели се запознаваш кој што работи, бев изненадена, навистина имаше луѓе што имаат многу стресна работа и имаат потреба и како мене, уствари имале потреба да се тргнат малку, да се дисоцираат од се, за да можат повторно да си го најдат тоа своето по себе. На борбата самиот со себе никогаш е и најтешката борба која што човекот ја води. Само во тишината излегува цела ментална бука. Ние сега не се слушаме себе си. Ние мислиме дека се слушаме себе си. Меѓутоа, кога е вистинска тишина, тогаш излегуваат сите мисли на површина, сите емоции, сите прашања. И поентата е да не се внесуваш во нив. Има ли одредени правила кои, односно критериуми кои се би можел да учествува во ваков тип на медитација или едноставно оној кој што смета дека е подготвен и му треба? Да, има малце психолошка стабилност се бара, значи се пријавуваш на еден сајт и има разни прашања. Значи, ја дека добив одобрение, сигурно имав комуникација од 5-6 мејлови. Исто прашува да видат значи, каков си како личност, колку си стабилен, колку вистински си издржлив, затоа што е напорно е. Напорно е прво за телото, а потоа и ментално е напорно. Значи не е едноставно ти 10 сати да си во седечка позиција. Сите оние тегоби на телото излегуваат на површина. Имаше ли возрастни луѓе постари во поодминати години? Од 76 години кои веќе мислам дека како беа 22 пати имаат поминато. Секаде во светот одат. Што значи не се ни годините пречка, битна е само желбата и подготвеноста да се... И умот.
Умот е, најмногу е умот, затоа што болка ако имаме, треба да се справиме ние прво ментално со болката, па потоа се друго. Да. Па се надмини. Навистина е едно убаво доживување за вас, кое што секогаш сакате да се надоградувате и да работите на себе, веројатно дека ова доживување ќе го пренесувате и понатаму во вашите НЛП работилници, како едно богато искуство. Да, веќе го применивте, има ли заинтересирани кои што можеби во некоја следна ваква можност би се пријавиле поттикнати токму од вашата? Па да, се заинтересираа доста луѓе, меѓутоа го примени во делот на како да кажам, на подобрување на себе, на оттргнување на лимитирачките верувања, затоа што се е поврзано со сензациите што телото ги дава. Да. И веднаш се вративте по сето ова искуство на вашите активности, работилниците и сето она што луѓето го очекува. Имаше многумина кои што не знае за вашето вакво искуство и доживување, меѓу кои и јас, и упорно ве баравме на телефоните што се случува со Марина, а Марина едноставно се изолираше од сите нас кои што секојдневно те оптеретуваме со прашања и со милион ангажмани кои што ги бараме од тебе. Се врати во секој случај кон сите нас кои што имаме потреба од твоите часови и работилници, па веќе во четврток е работилницата која што верувам дека ќе биде многу посетена и една навистина интересна прилика да се насликаме самите себе си. Да, нацртај го своето јас и како убаво се поклопи со ова моето искуство и навистина размислав што е тоа што ќе го нацрташ. Така да ќе биде прво вовет некој така од моја страна, од коучинг страна, за тоа како би се нацртал себе си, што те карактеризира тебе како личност и секако после Тино со неговата специјалност, како тоа убаво да го нацртаме на една шолја за чај. Тино е нашиот колега. Нашиот колега Тино, новинар од TV21, во секој случај, кој што навистина има убава креативна работа. Многу убаво и тоа може да се прави на секакви прашања, на секакви теми, меѓутоа сега одбравме оваа тема, така да нацртај го своето јас, па ќе видиме кој што ќе нацрта. Кој се може да учествува во оваа работилница? Каде се случува? Можеме да ги кажеме деталите? Верувам дека гледачите ќе сакаат да бидат дел од неа, затоа што освен цртањето тука ќе ве запознаат и вас и вашето искуство. Да, ќе биде во Центарот за бизнис психологија, тоа е на Наум Наумовски Борче, број 76, кај Фонтана парк, почнува во 19 часот, секој си добива и шоличка за кафе со тацничка, така да нив ќе ги црта, значи не мора да имаме искуство за цртање. Јас исто така немам некоја вештина за цртање, меѓутоа тоа е исто како танцувањето. Секој си има свој ритам, секој си има своја енергија и тоа што ќе го нацрта е многу убаво затоа што ќе си го земете дома и секогаш кога ќе пиете кафе или чај ќе се сетите на таа убава позитивна енергија и всушност си пиете од самите себе, од најголемиот извор што го носиме во нас. Навистина вистинско уживање, верувам дека ќе има многу заинтересирани кои што ќе дојдат и ќе бидете дел од оваа работилница. Еве, јас се пријавувам да дојдам да насликам една шолја од која што секако потоа би го пиела своето утринско кафе овде во Македонија денес и ќе ми биде чест и задоволство со сите ваши блиски пријатели, оние кои што сакаат нели да слушнат малку повеќе и да се мотивираат да се видиме во четврток во 19 часот. Ќе ми биде мило. Добре дојденас. Марина, јас навистина ти благодарам за утринското гостување во нашата емисија, искуството кое што го сподели. Верувам дека и понатаму пред себе ќе поставуваш голем број на предизвици со кои што ќе надоградуваш својата личност. Верувам и сигурна сум во тоа што ти можеш да го направиш и да го издржиш, затоа што пред се станува збор за една навистина храбра жена. Да, благодарам. Ова сигурно не е крај. Секако има нови предизвици, интересни, меѓутоа ова беше нешто сосема поинако. Ти благодарам многу за гостувањето, беше чест и задоволство. Драги гледачи, верувам дека уживавте во разговорот со нашата драга Марина Анчевска, која што успеа да издржи 10 дена медитирајќи без социјални медиуми, без мобилен, без разговор, едноставно спознавајќи се самата себе си. Во четврток во 19 часот во просториите на